Почитувани, владата на Социјалдемократскиот сојуз се претвори во комерција на фирмите на Заеви и Ангјушеви. Каква потреба имаат овие фирми, таква одлука носи владата во која Заев е премиер, а Ангјушев е вице-премиер. Како поинаку да се толкува фактот дека владата донела одлука спротивно на законските ограничувања за овој период со кој ги чести Ангјушев со пренамена на земјишта. Повиканите молчат за овој скандал со кој земјоделското земјиште на Ангјушеви се пренаменува во градежно и со тоа 10-кратно му се зголемува вредноста. Ова е веќе работа на надлежните институции за истрага на криминалот. Владата по распишувањето на локалните избори носи одлука за пренамена на земјоделско земјиште во сопственост на Ангјушеви во градежно и со тоа му се зголемува вредноста, односно се зголемува богатството на Ангјушеви. Дополнително им се овозможува на фирмите на Ангјушев, Energy Delivery Solution и Hydro Holding, односно мали хидроелектрани Тополки ДОО, да градат и на тој начин да си го шират семејниот бизнис. Ова не се брани. Ова е класичен пример на искористување на позициите на владата, за да се излобира погодност за своето семејство и фирмите на Ангјушеви. Фирмите на Ангјушев се во сериозна конкуренција на фирмите на Заеви, кои имаат план да ја посетуваат цела Македонија. Јавноста отворено прашува како овие два картели ги имаат поделено бизнес интересите. Но на овие два картели бизнисите им цветаат на грбот на граѓаните и тоа ќе биде казнато на престојните локални избори. Граѓаните ќе застанат на патот на ова алчност и ова лудило на владата на Социјалдемократскиот сојуз и многу скоро ќе им ја испорачаат сметката изразена во катастрофален пораст. Ви благодарам.